продолжуваме со подготвените содржини во денешното издание на утренски печат на Слободна ТВ. По темата за која што разговаравме, сега се префрлуваме на нова тема, а тоа е работата на синдикатот и конкретно на синдикатот на работници од управата, правосудните органи и издруженијата на граѓани. Ова е исклучително голема организација која опфаќа над 14 на сектори од јавниот сектор, агенции и невладени организации и секако клучна на свој начин за правата на работниците. По тој повод го поканивме Трпе Дејановски, председател на УПОС. Добар ден, господине Дејановски. Добар ден. За почеток на овој разговор би сакал токму на граѓаните да им ја објасниме организацијата што вие се нафативте да ја водите. Со оглед дека јас ова што го читав досега и за УПОС што се запознав како организација, вие сте моќен фактор на стабилноста на односите со владата и со другите партнери за повеќе политики што се водат од страна на владата. Што е УПОС? Се трудиме да бидеме, морам да кажам се трудите. Кажавте вие во насловот и во воведот, ние сме синдикат, на целиот назив ние синдикат на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани на Република Македонија. Многу хетероген синдикат со многу хетероген состав на вработени. Ке нас членуваат и министерствата, агенциите, и фондовите, и судовите, и казнено-поправните поправните установи. Заборавам, некои издруженија на граѓани, моментално над 155 организации на територијата на цела Република Македонија, локална самоуправа апсолутно, така да и неодредени јавни предпријатија, 155 синдикални организации на цела територија на Република Македонија. И кога е бројката освен овие институции? Многу тешко се пребројувам, искрено да ви кажам. Над 100.000? Не, во овие органи што ние ги опфаќаме би требало да бидат до 20.000 вработени. 120.000? 20. А 20.000? Кога ќе имате предвид бројката на вработени во јавен сектор, моментално е 132.000 вработени. Синдикатот НУПОС опфаќа отприлика околу 20, можеби по 20.000. Помислим на јавниот сектор на 100.000 по 20.000 вработени, ние што викаме државна администрација, локална самоуправа и правосудни органи. Тоа се тие број на вработени кои ќе видите како пак јавен сектор можеби најмалиот дел од јавниот сектор, а најоцрнети во јавноста како најголеми работници, како луѓе што клатат плата, клатат врата, земаат плата и ништо не работат. Мислам дека таа стигма што има јавноста спрема нас, за која се заслужни не само, не можам да кажам, сите медиуми, меѓутоа заслужни се самите работодавачи, министри, премиери, бидејќи имавме во минатото да излагат премиери на телевизија да кажуваат дека тие вработени се неефикасни. Јас познавам премиери кои што не продава под наводници на индици за $170. Мислам дека треба и премиерите, министрите да знаат дека го кажуваат тоа збора сами за себе, бидејќи владата, министерствата се токму работодавачи на вие вработени. Ако веќе поставувате вие сте премиер или министр, вие треба да бидете работодавачи и менаџер, да менаџирате со вработените со политиките кои ги води вашето министерство или вашата влада. Ако не умеете да менаџирате, ако не умеете да ги наградувате вработените, тогаш токму тоа ќе се случи. Ќе имаме немотивирани вработени кои што нема редовно и ефикасно да ги завршуваат работните задачи, а верувајте ми не е така. Вие сте синдикат и ова прашање не се однесува за вас бидејќи не сте работодавач. Читајте листата на активности, односно на законски услови што како синдикат треба да ги правите за вашите вработени, е јасна и чиста позицијата. Меѓутоа, сакам сега да ве дистанцирам малку за момент во однос на вашата позиција председател на УПОС. Дали овие критики за работењето на органите, од каде што доаѓаат вашите вработени, ги чувствувате и вие или се обидувате ли барем на некој начин да влијаете тие вработени да се подобрат? Имено, точно дека критиката на правосудниот систем во сите извештаи е таква каква што е со најниско ниво на доверба. Дали таа критика ги опфаќа и вработените или ова е исклучиво само за судиите? Ни мене не ми е јасно да бидем искрено. Критиката во јавноста и од владата е дека 8% имаат само доверба, дека многу малку предмети се решаваат од страна на судовите, меѓутоа треба да знаете дека судовите се дефицитарни и со судии и со судска служба. Ако збориме за судската служба, јас можам, бидејќи доаѓам од адвокатура, порано бев адвокат, можам да кажам дека судската служба е најефикасна служба во државата без разлика дали некој ќе се наљути. Од самиот прием на предмет, самиот прием на поднесок, тужба или жалба, што е да е, истата се заверува веднаш, се евидентира и се праќа на одлучување и на решавање, кое тоа го прават нели судиите.
Судската работа е тимска работа, почнувајќи од хигиеничар до председател на Врховен суд. Моментално фалат кадри и кај судиите, голем број на кадри фалат и затоа имаме ние застој на предметите, а имаме неправилна распределба на вработените внатре во институциите и прием на кадри на повисоки работни места, а веќе имаме обучени луѓе, обучени судски службеници или обвинителски службеници кои може да ги пополнат тие испразнати работни места. Една наша соговорничка, поранешна министерка за правда, Мери Младеновска-Ѓорѓиевска, многу пофално се изразуваше за стручните соработници во судството и во судската власт. Меѓутоа, јас уште едно прашање во однос на оваа категорија. Дали и како влијаат оцените за корупција и криминал од страна на одредени лица, ние не знаеме, немаме докази, ама често се говори за правосудниот сектор. Имаше изјави такви и од функционери, од странски експерти, меѓутоа мислам дека таа корупција, они што ја кажувате, висока корупција, која нема допрна точка со судската служба или обвинителската служба. Ова е добро да се знае. Ако веќе збориме за корупција, корупцијата не може да направи обичен референт кој работи на шалтер. Нити па некој нему ќе му се обрати. Апсолутно. Корупцијата се прави во високи кругови и веќе кога доаѓа до судска пресуда, веќе таа е завршена работа. Не можете вие да кажете дека корупцијата... Добро, како синдикалец го направивте, да не се срамат вашите вработени, да кажат дека работат во суд. Ја мислам дека нема што да се срамат, бидејќи таму работат честни, вредни луѓе, кои земаат плата до 23-4.000 денари, со 30 години работен стаж барам. Тука вклучително работниот стаж. Не зборам без стаж, основната плата со стаж. Без стаж е 18.000 денари. Да бидеме реални. Влегуваат во така наречената минимална плата. Апсолутно влегуваат во администрацијата, правосудството е поблиску до минимална плата него што сме. Да, ќе дојдеме до прашањето и сега сакам оваа представа за вашите вработени преку примерот со правосудниот систем да кажеме всушност дека огромен број на вработени честно работат како луѓе, а сепак кои ќе се спомнат овие институции или овие сектори се сваќа генерализирано за сите вработени. Така е. За жал генерализацијата кај нас може би е најголем проблем и тоа го сегде го правиме, па дури ние како синдикати го правиме за функционерите. Да. Кога меѓутоа тоа мора да престане. Не можеме да кажеме ако трпе дејаноски бил корумпиран дека сите што работат со трпе се корумпирани. Да. Така. Делото е поединечно. 99,9% од сите вработени, можам да кажеме, во правосудство и администрација за честни вредни луѓе кои што доаѓаат да си го заработат лебот. Да, типично како адвокат се знае да се лоцира вината и одговорноста. Не, апсолутно не лоцирам нигде вина, јас мислам дека зборувам со факти. Ако веќе на тоа што сме излечени на критика, ниту еден новинар, ниту еден политичар, ниту еден функционер не излегол да каже каде има корупција, која направил корупцијата и дали е поведена постапка против некој вработен за злоупотреба на службена должност, измама и така натаму и така натаму. Ако веќе збориме со факти, нека збориме со факти. Кога ќе излезат кривични дела за злоупотреба на службена должност? Некој вработен да биде, ако се сгрешил, нека одговара. Ние сме први за тоа. И тоа нека не се генерализира. Во почетокот на овој месец ги започнавте разговорите или преговорите со Министерот за информатичко општество и администрација, господинот Азир Алиев. Поставивте 3 точки. Синдикатот како социјален партнер во креирање на подобри законски решенија, нов грански колективен договор и зголемување на платите на административните службеници. Да почнеме поред. Како ја гледате улогата на вас како синдикат, партнер во преговорите со владините представници, министрите? Мислам дека имаме, ќе кажам, за МИО, пошто нели таму го спомнавме новиот министер, до сега неколку недели е само министер, веќе 2 или 3 работни среди. Вие одмah прв ден дојдовте. Так, веќе одржавме, што за нас е добра порака, меѓутоа мислам дека општата слика на социјална идеологија, социјално партнерство во владата малце е нарушена, но можеби да кажам малце повеќе. Синдикатите не се земаат како релевантни партнери во подготвување на закони, особено на закони кои врз вработените имаат големо влијание. Ние тоа го спориме цело време со владата и бидејќи имаат некој нов, како да кажам, начин на работа, без да вклучат синдикатите, објавуваат закони на ЕНЕР и од кога ќе ги објават на ЕНЕР, викаат почнува дебатата. Не се прави. Не се прави. Ако веќе имаме ние социјален диалог и социјално партнерство, треба да бидеме вклучени од самиот почеток од во работните групи.
А кога ќе излезе законот НЕНЕР, тој да биде веќе готов производ. Усогласен со двете или трите, нели, трипартитен диалог имаме во ЕСС, во Економско-социјален совет, ако треба и организацијата на работодавачи, репрезентативниот синдикат и владата да веќе Овој биде метод тоа нели е готов. подобар за работа? Подобар е многу, меѓутоа не го практикуваме веќе 3-4 години, нас не е јасно, иако цело време критикува. Еве министерот Алиу не повика во минатата сабота, бевме кај него токму за закона за плати во јавен сектор. Прв пат некој да не викне да разговараме на таа тема. Ја прочитав биографијата на Азир Алиу, значи доктор на компјутерски науки, наставник, педагог и така натаму и така натаму. Член е овој вашиот синдикат? Не, мислам дека министерот бил професор. Професор и советник. И доаѓа од приватниот сектор, он е информатичар, нема допирна точка со администрацијата. Не се погодил во некој од овие институции. Мислам дека првото прашање ми беше кога бевме на состанокот, дали како е вашиот впечаток за вработените во МИОА, дали се ефикасни, дали редовно ги извршуваат работните задачи. Човекот сега да не парафразирам, ама ќе морам да парафразирам веќе дека е презадоволен од работата, дека платите се ниски, дека се дефицитарни кадрите, дека мора да има многу повеќе кадри ако сакаме да завршуваме уште понавремено и поефикасно работни задачи. Ќе го отвориме прашањето понатаму за бројот на вработени во овој сектор, да преминеме на вториот дел од разговорот со министерот, нов грански договор. Што значи ова? Имаме подпишано грански колективен договор за вработените во државна управа. 25.000 луѓе опфаќа, во кој што најголема финансиско право е регресот за годишен одмор. Бидејќи е истечен, меѓутоа одредбите важат до подпишување на нов. Ние и со минатиот министерот Алити и сега со министерот Алиу разговараме за нов текст на колективен договор, каде што ќе ги напредиме веќе веќе стекнатите права. Ова е финеса или е иста состојба, само треба правно да се регулира? Па не би рекол дека е финеса, веќе имаме нели текст на кој што може да работиме, само да ги договориме оние барања ние кои што сакаме да ги добиеме плюс, нели сакаме има поголем отпор? Се уште нема, мислам дека министерот многу добро сваќа и кабинетските службеници нови и веќе вработените во МИО знаат кои се нашите ставови, дека мора да имаме повисок регрес, дека мора да вратиме јубилејни награди, дека мора да подобриме други права. Ќе напишете во извештајот за вашата работа уште еден успех. Се надеваме, меѓутоа градски колективен договор не е лесна работа да се направи. Еве вчера на Економско-социјален совет договоривме почеток на работа на општиот колективен договор за вработените во јавен сектор. Веќе почнуваме во петок во Сојуз на синдикати на Македонија две работни групи од влада и од синдикати да го работиме новиот текст на општиот колективен договор кој за жал мора да се каже стариот текст е подпишан 2008 година. Ние веќе предолг временски период, 14-15 години, немаме општ колективен договор во јавен сектор. Се надеваме дека сега ќе се согласиме со ставови, дека ќе подпишеме во брз временски период. Сакате да бидете партнер, како што рековте, за изработка на конкретните решенија. За кои закони сакате да учествувате? Па сите оние што ги тангираат работените, поготоа ако зборам од УПАС, ќе зборам во име на УПАС, ќе зборам Закон за административни службеници, вработиме јавен сектор, судска служба, обвинителска служба, инспекцијски надзор, закон за извршување на санкции. Кај нас имаме 27 посебни закони само за членови на синдикатот. Имате кадровски потенцијал да учествувате со лица во... Секако дека имаме, значи кај нас членуваат вработени во тие институции кои имаат огромен човечки капитал, кои имаат огромно познавање и професионално се упатени. Професионално, кои ги знаат суштинските проблеми во институции. Како успевате да бидат и синдикални представници и вработени во министерството? Има двојба, мора да има двојба, бидејќи не може Славе да биде не може да биде и за работодавачот и за работодавачот. Се знае, ако веќе сте во страна на работна група во синдикатот, вие застапувате синдикални идеи, ги застапувате проблемите и барањата на вашите колеги. Можете тоа да го постигнете? Секако се постигне. Да преминеме сега на темата за платите на административни службеници, не заради тоа што вие сега ќе кажете дека е мала, стуку обратно. Дали квалитетот на работата што го даваат вашите членови и сите вработени во јавниот сектор може да го доведеме во одредена паралела за висината на платата? Јас можам да кажам дека... Значи, ова е социолошко прашање? Социолошко прашање, апсолутно. Значи, за она што го работат вработените во администрацијата, правосудни органи, воспитно-поправни установи и инспекцијски надзор, да не ги набројам сите, платите се прениски, да бидеме реални. Еве ќе земам едно од најнеплатените нивоа, судски доставувачи. На минималец. Да. На минималец. Тој треба да ги фрли писмата па да биде лошо извршена работа. Луѓето
Така. Немаат никакви ознаки, немаат униформи. Нема гардероба, да. Немаат никаква ознака дека е припадник на државата, он е представник на државата. Носат судски покани за извршени тешки кривични дела, прекршочни дела, граѓански постапки. Редовно се напаѓани, плюкани, пцуени и сето тоа за фантастични 18.300 денари плата. И доставени пошти. Доставени пошти, редовно доставени пошти. И сега зашто разговараме? Тие доставувачи излегуваат са бајле 7 саат, се враќаат попладне 5 саат. Малтретирани и напаѓани без никаква заштита од страна на судската власт со 18.000 денари плата. Може ли сега да го поставиме повторно пак од социолошки аспект ова прашање, дека бројот на лицата во јавниот сектор, вкупно, не само сега вашите членови, е поголем или претходната власт толку свесно го наполни, за да може да има стабилно гласачко тело, а буџетот немаше толкав капацитет. И сега нормално оваа гарнитура или било која влада мора да прави реформи, мора да прави одредени политики за да не останат луѓето без работа, а сепак да биде бројот направам соодветен. паралела со администрацијата, бидејќи не можам да зборам за целиот јавен сектор. Добро. Имаше една студија направена пред неколку години паралела по површина и по број на население Македонија и Словенија. Словенија има отприлика кај нас административни службеници имаме околу 14.000, Словенија има 28. За да можеме ние да имаме поефикасна администрација, треба да имаме повеќе вработени во администрацијата, колку и тоа да звучи парадоксално на гледачите и на слушателите. Моментално се соочуваме со огромен дефицит на кадри во цела администрација и во цел јавен сектор. Дејановски, Ако правиме само да сите покажам, го кажуваат тоа. ако се правиме паралела на здравствените работници, имаше една графикон од Европска унија излезена сега. Најмалку вработени здравствени работници има во Македонија. На ниво на жители 100.000 жители. Моментално на 100.000 жители ние имаме околу 300 здравствени работници, а паралелата со не знам која беше, извинете, заборам, првата земја на списокот беа над 12.000. Значи, кај нас имаме одлив на искусен, обучен, кадар, образован работен кадар. Во било кој, и во приватниот сектор, и во јавниот сектор. Меѓутоа, јавниот сектор моментално, поради состојбата со платите, сме апсолутно неконкурентни на пазар на труд за привлекување на нови вработени, поготово оние вработени што ни требаат. А тоа се факултетски образовани луѓе, за да можат да работат во еве ги општините. Имате вие случај да еден градежен инспектор го делат двете најголеми општини во Македонија кои се во Скопје. Еден градожен инспектор работи 2 дена во една општина, 2 дена во друга општина. Ние со таков парадокс се соочуваме, бидејќи почетната плата е 22.333 Да, ова треба да се знае дека всушност најголемиот дел е на границата на таа минимална плата. Апсолутно е на граница на минимална плата. Значи ние еве го сега, се уште не излезе новата минимална плата, се уште не ја добивме, се уште не ја добивме. Ќе парам паралелата на моменталната минимална плата. Можете да направите анализа тука колкав број на вработени ќе бидат опфатени со минималната плата? Во јавен сектор во процент бар. Во јавен сектор од прилика околу 80.000 вработени ќе бидат на поблиску до минималната плата. 80%. 80.000 вработени од 130.000 вработени. Од 100, па тоа е многу високо. Ние правиме социјална држава. Со минималната плата правиме социјална држава, бидејќи не можеме јавниот сектор да го делиме од висината на минимална плата. Приватниот сектор веќе не е тој случај. Приватниот сектор веќе сватија работодавачите после пена кога ни фати устата, дека мора да ги наградат собствените работници. Веќе имаме таму каде што ССМ и колегите се синдикално организирани, веќе имаме одлични плати. Не можам да кажам дека се се предобри, меѓутоа многу голем исчекор е направен во приватниот сектор за разлика од јавниот Вие сектор. доаѓате на оваа позиција меѓу кажано од приватен сектор, бидејќи сте биле адвокат и доаѓате со голема поддршка, со акламација од вашите колеги. Меѓутоа, сигурно паметите каква беше политиката пред 10 години и што се зборуваше за нашите работници и со која плата требаше да работат. Дали овој процес само дава некаква надеж дека ќе се подобрува состојбите или ова е гаснење пожар? Ние се уште ги слушаме тие изјави за нашите работници дека не работат, дека се не знам. Да, и дека 200 евра им е доволно. Дека 200 евра им е доволно. Меѓутоа, мислам дека нашите работници ги демантираа сите тие изјави кои ја напуштија државата и кои почна да градат туѓи економии. За жал, нашите работници ги градат сега Германија, Австрија, Швајцарија, Италија, така натаму и таму, и таму ги сметаат за едни од највредните
работници, луѓе што Во друг работат систем. и по две работи, меѓутоа таму се наградени за секој саат од нивниот труд. Кај нас се случуваше да нашите работници направија милионери, одредени газди, а за тоа не добија ништо. Да преминеме на нова тема, а тоа е темата подпишување колективни договори со локална самоуправа. Тоа го направивте изминатиот период со неколку. Зошто го правите тоа? Бидејќи имаме голема можност да го направиме тоа и бидејќи, морам да кажем, искористивме неповолната политика на владата за да исплаќање на разлика од 2800 денари што ние баравме минатата година. За разлика од буџетските корисници, како што се министерствата, управите, агенциите и така натаму, локалните самоуправи и по закон имаат собствени приходи и собствена сметка. Во локалните самоуправи имаме успеси, бидејќи тие пари што ги добиваме за нашите членови ги добиваме од нивните финансирања. Тоа е со ДДВ-то, комунали, даноци, така натаму и така натаму. Градоначалниците сватија дека за да може да имаат квалитетни работници мора да ги наградат. Овие зборуваме за локална за локална самоуправа. Тоа треба да го сватат и министерствата. Еве го при случајот со Министерството за финансии. Министерот за финансии дозволи без да знае никој, меѓутоа ние го дознавме, да ги зголеми платите само во неговото министерство, меѓутоа само за вработените во министерството. Ама тоа не е законски. Ние успеавме сега да не биде само за вработените во министерството, туку и за два органи во состав на министерство кои нема додаток на плата. Сега нас тоа ни отвара врата за да ги регулираме платите во другите делови во јавниот сектор, односно администрацијата. Ако може едно министерство, еден министер да добие 30%, ќе можат и другите. Да преминеме на тема повторно поврзана со задоволување на правата на вашите членови, меѓутоа јас пак ќе речам и на целокупниот јавен сектор. Во вашата организација има жени. Дали тие се изложени на мобинг, на говор на омраза, на малтретирање или слични работи спротивни на закон по сите хумани и норми? Дали правите анализи на овој план? Се и тоа во многу случаи се изложени од страна на функционери, од страна на именувани избрани функционери, од страна на луѓе кои имаат власт, ако може така да се изразам. Па има власт. За жал, нашите членови кои се изложени на таков мобинг, на сексуално вознемирување на работа, се плашат да го отворат прашањето. И да го отворат прашањето. Добро, мислам дека сведок и се уште имаме активен случај. Так. Меѓутоа не можеме да храбриме моментално да се излезе во телевизија, се каже да се менуваат со име и презиме тој и тој го прави тоа и верувајте ми, поддршката од страна на колегите тука може и застанува, бидејќи сите се плашат за нивните работни места. Пак ќе кажам, премногу ниски примања со кои радиме дома семејства. Дејановски, мислите дека општеството нема да застане на страната на жртвата? Ќе застане, меѓутоа стравот е преголем. Немало такви примери во јавноста до сега. И верувајте ми, ние живееме во се уште патриархално општество каде што ги чита да и коментарите на оние случаи во општеството сама си го барала. Тоа е неразбирливо за мене. Имаме напади врз жени кои луѓето ги правда на кој начин била облечена жената која била во јавност. Мислам тоа е срамота. Да се надеваме дека барем овој дел нема да се зголемува, или да се надеваме дека жртвите ќе соберат храброст во наредниот период, па ќе ги пријават злосторниците? Мислам дека веќе има и не можам да кажам добре, меѓутоа имаме инструменти дека може да се пуштаат анонимни пријави, дека може да се обратат тука синдикати, има здруженија на граѓани кои тоа може да го направат за нив, да им пружиме заштита и веќе и самото Министерство за внатрешни работи да почне повеќе да ги санкционира извршителите на тие дела и мораме да направиме нов закон за вознемирување на работно место, бидејќи постоечкиот е многу тешко да се докаже постапката. Постапката е пресложена за докажување на мобинг. Според структурата на разговорот со вас што го направив, одев на тој начин да бидат темите од битни и на крајот да ја оставам, можеби така да речеме, најмалку битна темата, меѓутоа на свој начин клучна и за граѓаните. А тоа е замрзнувањето на цените. Предпоставувам дека сте во тек, информирани сте. Сметате ли дека овие владини мерки ќе дадат некаков резултат на подобрување на стандардот на сите работници, на сите граѓани и пред се на вашите членови во синдикатот? Мислам дека доцниме со овие мерки, дека требаше да се направат лани.
Требаше се направат Добро, лани тогаш пред да опозицијата почне- па беше против. Пред да почне инфлацијата, апсолутно неразбирливо. Пак ќе кажам, не знам зошто би биле против, меѓутоа треба да се направат лани. Го направија во Србија, го направија во Албанија, го направија во сите други земји во регионот, само ние не го направивме. Ние правиме замрзнување на цените кога цените порасна над 120-30%. Да и сега не знаат на кој не праг знаат да на го која вратат. праг да се врати. Така е. Тука е проблемот. Ова требаше да се направи на почетокот, кога почна инфлацијата, кога почна финансиската криза, за да можеме ние да имаме и да ги заштитиме вработените и социјални и луѓето што примаат социјални нели додатоци. Сега ќе има некоја заштеда, не може да кажеме сега дека не е ова за поздравување, меѓутоа можеме да кажеме слободно дека е за доцна Да, веројатно најризичните категории ќе ги болесни. Останавме единствена држава во регионот каде што владата ниту еднаш не исплати парична помош на сите вработени, на сите граѓани во државата како неповратна помош во време на криза. Го направија тоа една Република Српска, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Хрватска, зборам за регион, не зборам другите во Европска унија. Покачија плати во време на криза. Кај нас се уште збориме за кратење на плати. Државата мораше да се стави во заштита на граѓаните, на работниците, бидејќи пак ќе кажеме, ние останавме земја со најголема инфлација, а со најниски примери. За крај на овој разговор сакам да ви поставам едно прашање и да размислувате не само сега како председател на УПОС, туку да размислувате и како социолог и како општествен работник. Дали Македонија влегува од остра рецесија во блага криза? Иманентна или суштинска само на неа? Каде што не влие ковидот, каде што не влијат светските цени на струјата или петролот, туку исклучиво влегува во криза како резултат на лоши владини политики или како резултат на целокупната општествена состојба? Мислам дека ние сме во криза долги години назад. Значи не е блага криза. Меѓутоа, да, апсолутно не би рекол дека е блага криза, која мислам дека кулминира сега. Се согласувам дека од лошите политики до сега, не зборам само за оваа влада, зборам 30 години назад, која кулминира најчесто со вработување на партиски, неспособни кадри, кои реално се вработуваат во државната, во јавниот сектор, а веќе имаат приватни фирми да тече стаж, да се бидат спремни за гласање на избори и така натаму и така натаму. Политиката што се гура овие години наназад, мислам дека сега ќе биде најискажана за време на наредните избори, кога да бидат тие. Можеме да се доведеме ситуација како Бугарија, како Белгија во минатото, да нема излезност на избори. Бидејќи поразителни се податоците што ги слушаме во изминатиот период, во изминатите неколку години, иако за тоа ние предупредувавме дека ни фалат работници. Моментално мислам дека само во еден сектор, во градежниот сектор, фалат над 12.600 вработени. А сепак битен сектор е. Многу битен сектор. Многу битен. Збориме за увоз на работници од странство, кои ќе треба да работат треба да ги платиме. Треба да ги платиме да работат за минимална плата, а допуштивме нашите луѓе, нашите граѓани, нашите работници да се иселат, како што кажав, да работат, да градат туѓи економии. Мислам дека сите тие политики на владите во минатото доведува сега граѓаните да станат индиферентни на политичкото ангажирање. Не само на политичкото ангажирање, да станат да владее една огромна апатија, да не бидат заинтересирани ни за ништо, воопшто за ништо, бидејќи не гледат светло на крајот на тунелот. Господине Трпе Дејановски, како председател на УПОС можам само да ви заблагодарам за ова интервју и се надевам дека вашите политички ставови, вашата определба успеавте да ја представите пред македонската јавност со сета онаа критичност која што ја правите за да биде општеството подобро и со очекување дека партнерот влада ќе разбере дека без синдикат не може да има здраво општество како што е македонското. Ви благодарам за разговорот. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, го следевте ова интервју со Трпе Дејановски, председател на УПОС, со кого разговаравме за активностите на синдикатот и за актуелната општествено-политичка ситуација во Република Македонија.